2023 и 2018 сценариото исто, ветувањата исти. Само уште ова да го завршите и веќе нема пречки кон Европската Унија. Пред 5 години менувавме устав за да смениме име. Денес се бара да го промениме уставот за таму да влезат бугарите. Исто како и пред референдумот пред 5 години во Македонија повторно дипломатска офанзива. За сега да се прифатат бугарските услови. Во само една недела пристигнаа представници од 6 земји од ЕУ со една мисија да сме прифатиле уставни измени некој ќе ни следувала изолација. Минатата недела во Скопје беа министрите за надворешни работи на Австрија, Чешка и Словачка, а сега ни дојдоа и од Германија, Франција и Полска. Додека од ЕУ официјално не пристигнуваат критики за најважните теми за интеграцијата, како владењето на правото, состојбите со правосудството и корупцијата, пораките на оние кои доаѓаат да не убедуваат да го смениме уставот, многу поблаги. Се друго ќе биде штетно за амбициите за членство во ЕУ. Сега е моментот кога треба да се преземе политичка одговорност, сега е моментот да се действува, да се каже да на подобрата еднина, на еднината во Европската Унија. Договорени се измени на уставот меѓу Северна Македонија и Европската Унија, што ќе ви овозможат да продолжите со следниот чекор, пресуден чекор кон членство во ЕУ. Оваа дискусија околу уставот нема да повлекува нови барања од Бугарија, автоматски Северна Македонија ќе се најде на патеката на пристапување потоа, откако нема никакви дополнителни барања од ниедна друга земја. Оваа ситуација целосно наликува на онаа пред промената на името на државата и тогаш голем број дипломати се наредија во Македонија да не убедуваат дека Грција е единствениот проблем и ако го смениме името дека веќе нема да имаме пречки со големи чекори да напредуваме кон Европската Унија. Тоа среде Скопје ни го порача тогашната канцеларка на Германија Ангела Меркел. Предусловот е да има успешен референдум на 30 септември. И се разбира, не сакам да се мешам во одлуката на вашите граѓани, но од собствено искуство можам да кажам дека ова е историска шанса која што не се појавува секој ден. Таа шанса која што една генерација има само еднаш. Овој 30 септември е историска шанса. А преку видео порака и францускиот председател Емануел Макрон. À devenir la Macédoine du Nord que permet cet accord. Je m'engage fortement pour le oui et je crois très fortement que cet accord est bon pour vous, pour toute la région et pour l'Europe. Je compte sur vous. Сепак овие зборови од 2018 останаа само празни ветувања. Македонија си ја закачи кованицата северна, а го доби проблемот Бугарија која заменувајќи ја Грција стана новата кочница на патот на државава кон Европската Унија. Се поставува прашањето дали можеме повторно да веруваме дека нови услови нема да има на европскиот пат, ако се знае дека доста често од Бугарија не пристигнуваат пораки дека внесувањето на бугарите во уставот е само почеток, а дека има и други барања кои мораме да ги прифаќаме во иднина.